Редовно издание на Дневникот на К1. И во овој информативен преглед ви ги пласираме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Детската градинка Рада Поцева од Кавадарци денеска доби 33 прочистувачи на воздух. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во дводневна посета на Македонија. Средбите со македонските политичари ги почнува утре. Продолжува проектот Бањско-климатска рекреација на корисниците на пензија. Детската градинка Рада Поцева од Кавадарци денеска доби 33 прочистувачи на воздух. Овие прочистувачи ќе бидат поставени во сите 5 објекти на градинката и ќе овозможат значително подобрување на квалитетот на воздухот што го дишат децата за време на нивниот престој во градинка, а ќе се намали и ризикот од заболувањата на белите дробови и дишните патишта од загадениот воздух. 33 прочистувачи на воздух денеска доби градинката Рада Поцева од Кавадарци. Овие прочистувачи ќе функционираат во сите детски занимални во 5 објекти на градинката. Станува збор за донација од фирмата Екотип од Скопје во соработка со локалната самоуправа. Ова е само еден од начините кои локалната самоуправа ги превзема како мерки за намалување на загадувањето и за почисто Кавадарци. Градоначалникот Јанчев истакна дека му е драго што оваа донација ќе се реализира токму за најмладите, бидејќи градинката представува нивниот втор дом и половина од времето во денот го поминуваат токму овде. Денеска е реализирана комплетно донацијата од 33 прочистувачи за воздух. Тоа значи за во сите градинки, во сите занимални, вклучувајќи ги на ниво општина Кавадарци, че имаат прочистувачи за воз. Така да ниту една градинка, ниту една занимална не е одземена од оваа ситуација. На наша иницијатива, како што споменавме, со фирмата Екотип од Скопје, во наша долгогодишна соработка успеавме донација да ги обезбедиме. Донаторите велат дека се почесто во Македонија се бараат вакви прочистувачи за воздух и дека радува фактот што расте свеста за неопходноста за чист воздух. Ги прочистува сите оние прашински грини, вок чистички или попознати како органски спарливи соединенија, значи сите она што е на база на формалдехид, да кажеме димоцигари, чад од готвење, ваква миризба, како и PM2,5 и PM10, односно одисто прочистување на чистици до величина од 0,1 микрон. 33 комада ги дониравме согласно значи потребата на општината, односно на градот Кавадарци, за да се обезбедат сите градинки соодветно. Но сакавме секоја занимална да има свој прочистувач на воздух и дечињата да имаат можност да дишат чист воздух, односно онака како што треба, нели? Секоја донација наменета за децата е значителна, но кога станува збор за нивното здравје е од особено значење, истакна денеска директорката Цанка Добринова. Најпред да се заблагодарам за ова донација од страна на градоначалникот и на фирмата и што токму нас не одбра за овие уреди. За градинката секоја донација значи многу, меѓутоа ова донација кога се работи за здравјето на децата е од големо значење. Тоа е добро што има обезбедено ваков апарат за секоја занимална. Тоа значи прочистување на воздухот, прочистување од вируси, од прашина, сите тие, мислам, што се бактерии, вируси, ќе бидат намалени. Со ова ќе се оствари значително подобрувањето на квалитетот на воздухот што го дишат децата за време на нивниот престој во градинката и ќе се намали ризикот од заболувања на белите дробови и дишните патишта од загадениот воздух. Долгот кој го има општина Велес кон јавното комунално предпријатие Дервен е нереален, смета градоначалникот Аце Коцевски. Тој најавува дека ќе побара да биде преполовен, односно ЈКП Дервен да им отпише 50%. Ова Коцевски го темели на превисоките фактури за извршена работа кои ЈКП Дервен ги фактурирало на општината.
Долгот од 1.500.000 денари кој го има општина Велес кон јавното комунално предпријатие Дервен, градоначалникот Коцевски најавува дека ќе побара да биде преполовен, односно ЈКП Дервен да им отпише 50%. Ова Коцевски го темели на превисоките фактури за извршена работа кои јавното комунално предпријатие Дервен ги фактурирало на општината. Ако метар кубен бетон за темели без оплатување на пазарот кошта 5.000 до 5.500 денари, Дервен фактурирал на општината 7.800 денари по метар кубен. Обичните работници, кои да биде трагедијата поголема, земале 10.500 денари плата и по сила на закон сега им ги зголемиле на 12 заради законот за минимална плата, нивниот работен час на општината е фактуриран по 400 денари од час. Реалната цена не би била повеќе од 150 денари од час. Коцевски обвинува и дека ЈКП Дервен фактурирал и неизвршени работи, па така според пресметките на локалната власт, општината била оштетена за 820.315 денари. На денешната пресконференција, градоначалникот Аце Коцевски посочи дека предходната власт и преку водењето на тендерски постапки набавувала производи по многу повисоки цени. К1 телевизија за изнесените обвинувања побара став од поранешниот градоначалник Славчо Чадиев. Во телефонскиот разговор Чадиев вели, работев според законот, ги почитував одлуките на Советот на општина за обвинувањата за тендерските набавки, вели дека работата ја добивале оние со најниски цени, не коментирајќи дали тие биле повисоки од реалните. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија продолжува со реализација на проектот Банјско-климатска рекреација на корисниците на пензија. Пензионерите кои се заинтересирани до 15 февруари можат да поднесат барање за користење на услугите од двата проекта во филијалите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. И оваа година пензионерите ќе можат да ги уживаат благодетите од услугата Банјско-климатска рекреација. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ја продолжува реализацијата на проектот кој го воведе владата на ВМРО ДПМН. Како што појаснуваат од Министерството, оваа услуга отсега ќе можат да ја користат пензионери кои во ноември примиле пензија во висина до 17.000 денари. Пријавувањето за сите заинтересирани корисници на пензија започна од 15 јануари и ќе трае до 15 февруари 2018 година. Сите заинтересирани корисници на старосна, семејна и инвалидска пензија кои живеат во Македонија ќе може да поднесат барање во филијалите на фондот. Посета на бања ќе може да се искористи еднаш во периодот од март до ноември 2018 година во трајање од 7 дена. Корисниците на пензија кои што ја искористиле услугата на Банјско-климатска рекреација во 2010, 2011, 2012, 13, 14, 2015, 2016 и 2017 година или бесплатен туристички викенд во периодот од 2015 до 2017 година немаат право да ја користат услугата во 2018. Со ова се остава можност да бидат опфатени што повеќе пензионери кои претходно немале можност да ги користат услугите на проектот Банјско-климатска рекреација, појаснуваат од Министерството за труд и социјална политика. За реализација на проектот, Министерството обезбеди 35 милиони денари и 3 милиони денари за превоз за покривање на оваа услуга. По повод големиот христијански празник Богојавление по Вардарската епархија на 18 јануари во храмот Успение на Пресвета Богородица организира царски часови на Богојавление со Света Василева литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот по Вардарски господин Агат Ангел. По повод големиот христијански празник Богојавление по Вардарската епархија на 18 јануари во храмот Успение на Пресвета Богородица организира царски часови на Богојавление со Света Василева литургија, на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот по Вардарски господин Агат Ангел со почеток во 7 часот и 30 минути и голем богојавленски водосвет во храмот по завршувањето на литургијата. Истото ќе се случува и во храмот Свети Великомаченик Пантелејмон, како и во храмот Свети Кирил и Методи со почеток во 7:30 часот.
Во петок на 19 јануари во храмот Свето Вознесение Христово ќе се одржи света Златоустова литургија, на која ќе чиноначалствува владиката Повардарски со почеток во 8:30 часот и празнична богојавленска литија до малото мовче на реката Вартар, каде ќе се изврши голем богојавленски водосвет со почеток во 11:30 часот. Во петок во 9 часот света Златоустова литургија ќе се одржи и во храмот Свети Кирил и Методи. На 22 јануари Академијата за танц од Пекинг, Кина гостува на големата сцена на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес. Во рамки на Танцфест 2018, тие ќе гостуваат со танцовата представа Фенмо. Катерина Нацава со деталите. Академијата за танц од Пекинг, Кина на 22 јануари гостува на големата сцена на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Во рамки на Танцфест 2018 тие ќе гостуваат со танцовата представа Фенмо. Станува збор за класичен кинески танц инспириран од поговорката: ако еден сликар користејќи го маслото може да алудира на петте бои, тогаш што ја знае есенцијата на сликањето, но никако не смее да се фокусира само на боите, бидејќи ќе се оддалечи од суштината, од книгата Записи за сликарството од сите династии, од Јан Јоан Занг од Танг династијата. Кореографот низ движењата на танчерите пробува да ја оживее уникатната естетска форма на кинеското сликарство, начинот на кој што маслото се соединува со ризовата хартија, а воедно и неговото разградување во различни нијанси на светло и темно, мокро или суво, пригушено и интензивно, е ист со движењето на телото на танчерот. Вдишувањето и издишувањето во движење или мирно, брзо или споро, качувајќи се или паѓајќи. Во кореографијата се користат традиционални кинески елементи, како здив, штаки, коса, ракави, меч, лепеза, чадор и фустан, за да се пренесат чувствата на пријателство, тага, огорченост, навреденост, извонредност, опуштеност и љубов во кинескиот спиритуален свет, во кој е содржана есенцијата на кинеската класичност. Билетите за представата се веќе во продажба на билетарницата на театарот. Министерството за образование и наука предвидува за учениците од 1 до 5 оделение еден наставен час да трае 55 минути, во кој е вклучен и одмор во траење од 15 минути по секој наставен час. Наставникот одлучува кога ќе го даде одморот и како ќе го реализира. Се препорачува еден од одморите да биде предвиден за слободни активности надвор од училницата. Според наставните планови и програми на Министерството за образование и наука, учениците од 1 до 3 оделение нема да имаат повеќе од 4 часа дневно, со што ќе се намали времето што учениците ќе го поминат во настава, на сметка на зголемување на времето за одмор и игра. Исто така, по предлог на Министерството за образование, ќе се намалат и тестирањата на учениците, со што според нив ќе се создаде ефикасен систем на следење, вреднување и проверување на постигнувањата на учениците. Вестите од Македонија во продолжение. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска доаѓа во дводневна посета на Македонија. Според агендата, Столтенберг се очекува да се сретне со претседателот Ѓорѓе Иванов, со премиерот Зоран Заев, како и со министрите за надворешни работи и одбрана Никола Димитров и Радмила Шекеринска, со лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски, како и со лидери на други политички партии. Во четврток генералниот секретар на Алијансата ќе се обрати пред пратениците во собранието. Според министерката за одбрана Радмила Шекеринска, посетата на Столтенберг е порака сама по себе. Според неа, во изминатите 6 месеци, Македонија се вратила назад на евроатлантската патека. На последната посета со премиерот Зоран Заев во седиштето на Алијансата во Брисел, генералниот секретар изјавил дека вратата на НАТО останува отворена и дека ја поддржува Македонија на патот за членство во Сојузот. По 3 години ова е прва посета на генералниот секретар на Алијансата на земјава. Столтенберг стана прв човек на воената алијанса во 2014 година. Не за кршење на законите и колективните договори, да за почитување на гласот на работниците, да за пристојна плата, да за пристојна работа, да за пристоен живот,
Под оваа парола денеска од пред порта Македонија започна протестот на Конфедерацијата на слободни синдикати. Истиот заврши пред влада, каде Синдикатот за образование, наука и култура побара социјален диалог, покачување на платите, исплата на К15 во јавниот сектор, целосно почитување на колективните договори и учество на репрезентативните синдикати при креирање на буџетот кога се работи за платите во јавниот сектор. Измените на Законот за трговија со кој треба да се укине ограничувањето на продажба на алкохол после 19 часот, до крајот на неделава треба да бидат објавени на единствениот национален регистар за прописи. Од Министерството за економија велат дека откако ќе биде доставен на увид во јавноста, законот ќе треба да добие зелено светло од владата, а потоа и од собранието. Владата во декември минатата година донесе одлука да се укине забраната за продажба на алкохол после 19 часот и укинување на ограничувањето, односно забраната на продажба на алкохол во киоси за кои ќе се издава лиценци и го задолжи Министерството за економија во рок од 2 месеци да направи законски измени во Законот за трговија. Освен укинувањето на временското ограничување, бизнис заедницата бараше да се укинат и лиценците кои трговците мора да ги поседуваат за да продаваат алкохол, односно ако не се укинат лиценците да се намали сумата која трговецот треба да ја плати за да добие лиценца. Од Стопанската комора на Македонија информираа дека очекуваат деновиве ова законско решение да биде објавено од Министерството за економија. Од комората потенцираат дека ова е едно од 19 барања кои тие ги доставиле до владата и чекаат брза реализација. Владата на чешкиот премиер Андреј Бабиш денеска поднесе оставка како вчера не ја доби довербата на парламентот на Чешка. Како што се посочува во владиното соопштение во кое е објавена оставката, кабинетот ќе продолжи да ги извршува своите обврски се до изборот на нова влада. При вчерашното гласање во претеничкиот дом на парламентот за доверба на малцинската влада на Бабиш гласаа само 78 пратеници од неговата популистичка партија Акција на незадоволните граѓани. Вкупно 117 пратеници гласаа против, а 5 се воздржаа од гласање. Вестите од светот. Американската армија сериозно се подготвува за војна со Северна Кореја, изјавил републиканскиот сенатор Мак Торнбери, кој е председател на Комисијата за вооружените сили на представничкиот дом на САД. Тој додал дека војните вежби се сериозни, а војската прави подготовки во таа насока. Сепак сенаторот се надева дека нема да биде неопходно овие подготовки да се користат на терен. Американскиот министер за одбрана Џим Матис исто така изјавил дека напорите за решавање на кризата со Северна Кореја мора да бидат дипломатски, но сепак вели дека Пентагон е подготвен за секоја ситуација. САД и сојузниците се сретнале во Ванкувер, во Канада, во обид да ги зајакнат санкциите кон Пјонгјанг. На овој состанок не присуствувале Русија и Кина, на кои идејата за посилни санкции не им се допаѓа. Нафтени дамки од 109 километри квадратни остави зад себе иранскиот танкер кој потона во источното Кинеско море. Сателитските снимки регистрирале една дамка со површина од 69 километри квадратни и друга со површина од 40 километри квадратни. Кинеската крајбрежна стража ги утврдува штетите. Танкерот што превезуваше 136.000 тони кондензант потона завчера откако неколку експлозии го сламнале трупот. Тој се запали по судирот со кинескиот товарен брод на 6 јануари. Според првичните информации, целиот екипаж на танкерот, составен од 30 иранци и 2 државјани на Бангладеш, загинале при несреќата. Ова е најголемото истекување на нафта од 1991 година, кога 260.000 тони нафта се истурија на брегот на Ангола.
информации. Во наредните 2 дена ќе биде стабилно и суво. Утре ќе биде постудено со засилен северозападен ветер, а дневните температури значително ќе опаднат и ќе бидат во интервал од 1 до 8 степени. В петок, под влијание на југозападно струење, дневните температури ќе бидат повисоки. Нови врнежи се очекуваат од сабота попладне. Тоа е се што подготвивме за ова информативно издание. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!